Последното издание на Дневникот на К3 е во 20 часот. Еве ги најавите. Започна рушењето на куќите во населбата Тоде Мендол во Куманово. Пратениците во рамки на 56-та седница со 69 гласа за ги усвоија измените во Законот за азил и привремена заштита. Представничкиот дом на Американскиот конгрес го отфрли барањето за повлекување на американските сили кои се борат против милитантите на Исламската држава. Фудбалските звезди Роналдиньо и Ето повторно ќе играат заедно, овој пат во Турција во дресот на Анталија. За повеќе информации следете не по краткиот блок на реклами. Добро вечер. До пладне беа урнати 4 куќи, а до крајот на акцијата жителите од Диво населје најавија дека ќе бидат урнати уште 16. Рушењето и целосната обнова и санација на ова подрачје е предвидена и се спроведува согласно акциониот план на владата кој го донесе непосредно по завршувањето на акцијата. Стартуваше рушењето на куќите на улиците Перо Илиевски и Руши Чакир во населбата Тоде Мендол. Жителите се задоволни, вела дека очекуваат целосно изнесување на градижниот шут и наскоро да започне обновата на нивните домови. Рушењето на куќите се спроведува согласно акциониот план на владата за санација на оштетените куќи од 9 и 10 мај во акцијата на полицијата за разбивање на вооружената терористичка група. Акциониот план предвидува рушење на куќите и изнесување на градижниот шут. На терен ангажирани се 4 машини за рушење и 6 камиони за изнесување на сметот. Механизацијата е сопственост на приватна компанија која што ја ангажира Дирекцијата за заштита и спасување, која пак е надлежна за изнесување на сметот, согласно акцијскиот план. Инаку директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило од Куманово Сашо Петрушевски потврди дека сметот се депонира на краста. Во овие две улички, како што рековте, почна да се изнесува шут и дел од рушевините. Машините се од владина комисија што е за процека на штети. Оние беа денеска и министерот за локална самоуправа беа вчера тука, се согласија граѓаните да го изнесуваат шутот и од рушевините и да почнуваат со град. Ево, ова е наша куќа, ова е срушена, сруши се. Ево овие две прво овде. А колку кажуваат дека ќе рушат? Па до крај све што се оштетени. До пладне беа урнати 4 куќи лоцирани на улицата Перо Илиевски на соседната улица Руши Чакир, според акциониот план кој што владата го донесе непосредно по завршување на акцијата. Меѓу другото беше предвидена и санација и расчистување на локацијата. Граѓаните од населбата информираат дека наскоро очекуваат да ги добијат и средствата за штетите за кои владата предвиде обештетување во висина од 100% од проценетата штета на терен. Добивме информација прексиноќ околу 2 часот наутро било решено во владата да се пуштат парите. Односно директно кај нас да се пуштат парите, ние да си ги работиме работите сами. И воеднаш го користам приликата да ги се заблагодарам уште еднаш. И од денеска почнеме, како што видите, спремаме се за рушење. Имам јас информации, мислам неточни. Мислам дека 16 од прва категорија и од втора има ги 2, 3 или 4 така. Мислам дека околу 20. Тоа е тоа. Граѓаните претходно добија 100.000 денари првична помош од владата, воедно добиваат и средства за наемнина, особено во куќите кои најмногу се оштетени каде што тие веќе не живеат. Помош добиваат и од општината, но и од невладините организации и граѓански организации. Општинската организација на Црвен крст во соработка со Институтот за психотерапија Гешталт од Скопје отворија советувалиште за помош на лицата опфатени од случувањата во населбата Диво населје. Двајца психолози ќе бидат ангажирани за да им пружат психолошка помош и поддршка на децата до 15 години, а доколку има потреба и на нивните семејства. Општинската организација на Црвен крст во соработка со Институтот за психотерапија Гешталт од Скопје отворија советувалиште за помош на лицата опфатени од случувањата во населбата Диво населје. Сите лица до 15 години кои што сметаат дека имаат потреба од помош може да се пријават преку местната заедница или директно во канцеларијата на Црвениот крст, кој ќе работи 2 пати неделно со психолози од институтот. Во Црвениот крст на Општинската организација во Куманово
отвораме канцеларија за помош на лицата опфатени со скорашните случувања во населбата Диво населје и Тоде Мендол, оние кои имаат потреба од психолози и затоа во соработка со Гешталт институтот ќе се работи, мислам дека до крајот на летото, а ќе работиме 2 пати неделно. Двајца психолози ќе бидат ангажирани за да им пружат психолошка помош и поддршка на децата до 15 години, а доколку има потреби на нивните семејства. Психологот нагласи дека децата се најранлива категорија и тие најтрагично ги доживуваат овие случувања и поради тоа на нив и највеќе им е потребна психолошка помош. Ние како возрастни имаме повеќе механизми со кои што се соочуваме и справуваме со сите овие ситуации. Меѓутоа децата се категорија која што најтешко може да се справи со целава ваква ситуација на адекватен начин. Затоа на нив и највише им е потребна психолошка помош и поддршка. Многу често од вакви ситуации излегуваат со стравови, со трауми, со фобии, кои што подоцна може многу да им се рефлектираат во нивното понатамошно живење, затоа се тие она категорија кај кои најмногу треба да влијаеме за да спречиме било какви понатамошни психолошки проблеми кај нив. Советувалиштето ќе работи за сите граѓани од населбата Диво населје на кои им е потребна психолошка поддршка и помош 2 пати неделно со психолози од институтот, и тоа во вторник од 17 до 19 часот и во петок од 14 до 16 часот. Бенефити за невработените и за лицата со интелектуална попреченост и за ромите кои немаат образование. Ова е целта на проектот кој се спроведува преку општина Куманово во соработка со UNDP, Министерството за труд и социјална политика, како и Агенцијата за вработување во Македонија. За проектот општо корисна работа ангажирани се 15 лица. Започна работниот ангажман на 15 лица кои се ангажирани во проектот на општина Куманово образование на роми и возрастни лица со интелектуална попреченост. Дел од лицата се ангажирани во дневниот центар за лица со интелектуална попреченост. Дел од нововработените се ангажирани за образование на роми. Проектот се спроведува во рамки на програмата Општо корисна работа 2015 и поддржан е од Министерството за труд и социјална политика, UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со проектот се овозможува вработување на невработените лица, а од друга страна поддршка добиваат и корисниците на 2 дневни центри за лица со интелектуална попреченост, како и деца од ромска етничка заедница. Проектот овозможува вклучување на корисниците од дневните центри во процесот на образование и подобрување на квалитетот на живење, додека за децата роми полесно интегрирање во основните училишта, а за возрастните образование. Носители на ова програма, односно заеднички реализатори, се Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Република Македонија, односно центрите за вработување во соодветните општини, центрите за социјална работа исто во соодветните општини, единиците на локалната самоуправа и програмата за развој на Обединетите нации. Целта на оваа програма, значи генерално, е да се помогне на 3 целни групи. Невработените се ангажирани на скратено работно време од 20 работни часа неделно. Наредните 6 месеци за што ќе добиваат паричен надоместок од 6200 денари. Многу добро се снаоѓаме, можам да кажам уште од почетокот имаме добри впечатоци од сета ова работа. А веќе функционира центарот, се забележува ли одреден напредок и дали може да се работи со лицата со интелектуална попреченост? Па секако дека може и треба да има резултати, затоа што сите максимално се вложуваме и уште на почетокот се забележуваат одредени поместувања од она точка каде што застанале, нели? Така да ние се надеваме дека за идните 6 месеци многу ќе постигнеме. Ние се вклучивме во овој проект од единствен разлог, помош на ова ранлива категорија на граѓани, кој за жал во нашето општество, во нашиот град и во цела Македонија е исклучено. Се надевам дека со овој проект ќе дојдеме до некоја поголема фаза имплементација на образованието, бидејќи етапно ќе се работи во повеќе фази. Овој проект е добра шанса за стекнување одредени вештини и постепено вклучување на пазарот на трудот, смитаат вклучените.
Под мотото Здравје за сите, организирано од Министерството за здравство, во Куманово се спроведе акцијата во која граѓаните имаа можност да извршат проверка на здравствената состојба. Додека присуствувавме на настанот, нашата камера забележа поголема група граѓани како чекаат ред за преглед. Според докторите, ваква акција во Куманово на годишно ниво се организира 4 пати. Ова акција е дел од проектот Здравје за сите, која што спроведува Министерството за здравство преку Здравствен дом Куманово. Тоа се акции кои што се спроведуваат неколку пати во годината. Правиме превентивни прегледи со цел да се подобри здравјето на граѓаните. Колку се гледам денески на лошото време, сепак се заинтересирани пациентите. Значи мериме тежина, висина, крвен притисок, шекер во крвта. Така да пациентите кои што имаат нормални вредности, даваме совети за редовна исхрана, како да се снајдат на овие летни горештини. А пациентите кои што ќе откриеме повисок крвен притисок или пак шекер во крвта ги упатуваме за понатамошни испитувања. Граѓаните на Куманово во главном по старата популација пред нашата камера ни раскажа дека често вршат контрола на здравствената состојба. Сметате ли дека вакви акции треба да има почесто за проверка на граѓаните на нивото здравје? Апсолутно, треба да има почесто, затоа што големи гужви се тамо стварат, гледам во уред, и народ вака фино. Еве сега ја не сум имал потреба да амо провери, многу ми е добра, притисак добар, тежина добра и шеќерот добар и се убаво. Според вас кој е рецепт за долг живот? Спиење. Ако се добро наспиеш, долго ќе живееш. Тоа е рецепта. Ако ти одморен мозокот и снагата одморена, долго ќе живееш. Вршите ли често контрола на вашето здравје? Да, вршам контрола на моето здравје. Регулирам притисок, друго немам ништо болно. Притисокот некој пат ако се малкучку нанервирам, подкачи се малку, ама не многу. За да го одржавам доброто здравје, јас пешачам. Дневно барем по 4-5 километра сигурно изодам. Да, и учествувам фолклорна група на пензионерите, играм, дружам се со пензионерите. Нека сите бидат активни во некој спорт. Па месечно по една пат кај својот доктор матичен. Ова убава акција, фина, ако да се одржува редовно вака, супер е за граѓаните. Имате ли некои здравствени проблеми овде кај ви најдоли нешто? Ми најдоа ова речига шекеров. Ми се накачил многу. Иначе нака супер. Сметате ли дека треба да има вакви акции почесто? Да, обавезно. Поубаво за граѓаните да не се гурка таму кај другите лекари, може ова акција вака да продолжи. Редовната контрола на здравствената состојба може значајно да влие врз превенција на несеканите последици врз човековото здравје. Во рамките на проектот советниците дискутираат, граѓаните читаат како до потранспарентни локални совети. Во организација на млади европски федералисти во Куманово се одржаат 2 обуки на кои граѓаните и граѓанските организации се едуцираа како да ги зајакнат капацитетите преку стекнување вештини за влијание врз јавните политики. Обуките имаат за цел да ги зајакнат капацитетите на невладините организации, но и на граѓаните, бидејќи ниту едните, а ниту другите не ги користат бенефициите од Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Обуките се спроведуваат во рамки на проектот. Советниците дискутираат, граѓаните читаат како до потранспарентни локални совети. Инаку, според истражувањата на Джеф, ниту Куманово, ниту соседните општини Липково и Старо Нагоричане недоволно се транспарентни. Општина Куманово на својот сајт објавува видеозапис од седниците. Овие општини, како и останатите во Македонија, многу малку објавуваат податоци за парите што ги трошат. Во склоп на проектот советниците дискутираат, граѓаните читаат како да потранспарентни локални совети и целта на обуките е градење на капацитети на граѓаните и граѓанските организации преку стекнување вештини за влијание врз јавните политики, и тоа преку запознавање со Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и застапувањето како една од алатките за влијание врз јавните политики. Од организацијата посочија дека ќе се обидат да ги едуцираат граѓанските организации и граѓаните како да ги поттикнат општините повеќе да објавуваат информации на своите веб страни. Најтранспарентни општини во Македонија се Велес, Битола и Илинден. Буките се отворени буквално за сите граѓани, граѓански организации, представници од Советот кои се заинтересирани, а навистина е многу повеќе од потребна затоа што досегашното искуство кажува дека многу малку луѓе се запознаени со Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер посебно.
и дека и граѓанските организации не се доволно запознаени со постапката и како всушност може да го користат. Од организацијата преку проектот ќе им укажат на општините дека мора да објавуваат повеќе информации на своите страни, да дадат отчет за потрошените средства, програмите за работа, да објават лице кое е задолжено за давање на информации од јавен карактер. Инаку Македонија е една од 89 земји во светот кои го имаат донесено законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Обуките продолжуваат и во иднина, најавија од организацијата. Завршува официјалната програма на 50-тиот меѓународен театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Вечер во очите на фестивалската публика ќе бидат вперени во представата Мајка храброст од Кумановскиот театар. Фестивалите потекнуваат од 5-тиот век пред нашата ера, кога за време на религиските празници во чест на богот на виното Дионис се изведувале античките комедии, трагедии, дитирамби. Нашиот фестивал во Прилеп одбележува 5 децении златен јубилеј кој во себе напластува многу творечки вертикали. Фестивалските средби не се само показ на достигнувањата на нашите драмски уметници, туку тие се и неформални деноночни дружења. Вечерва на програмата се последните две во официјална конкуренција за наградите, а на полноќ ќе биде прикажана и последната представа во придружната програма. Од 22 часот во Прилепскиот театар публиката ќе ја гледа представата Мајка храброст во режија на Звездана Ангеловска, а во изведба на нашиот ансамбл на Кумановскиот театар. Колку нашите сограѓани знаат дека вечерва очите на фестивалската публика во Прилеп ќе бидат вперени во Кети Дончевска Илиќ, во Горан Илиќ, во Јасмина Василева или Младата Русевска или во некој друг? Да, знам. Мајка храброст, убава представа. Многу добри актери се Горан и Кети Илиќ. Да, мислам дека заслужуваат да добијат награда. Да, Горан Илиќ. И во Народни приказни го гледаме, така да не ги знам другите. За него што мислите? Добар како човек, добар како актер. Се најубаво, мислам. Да, информирана сум. Знам дека учествуваат. Дали сметате дека некој заслужува да добие награда? Па да, секако, например Горан Илиќ, Кети Дончевска како повозрасни актери со големо искуство, Сања Русевска од поновите, таа генерација на млади актери. Сите се добри актери во нашиот Кумановски театар. Фестивалот Војдан Чернодрински ќе заврши утре. Во 11 часот во Прилепскиот театар ќе биде промовирана монографијата за јубилеот проект Чернодрински од театрологот Јелена Ложина, а веднаш потоа напладне ќе бидат соопштени најдобрите остварувања на годинешниот фестивал. Останува трпеливо да се надеваме на награда за нашето амбициозно театарско дело или за актерското остварување, или пак за режисерското. Утре вечер, во чест на наградите, Драмски театар ќе изведе представата Солунски патрдии, со што ќе биде спуштена завесата на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Македонскиот театарски фестивал обстојува веќе 50 години и е врежан во историјата на нашата култура. Да помогнеме и да придонесеме оваа творечка авантура никогаш да не престане. Се прашуваме како? Театарските дејци нека продолжат да творат, а ние, публиката, да ги наградиме со нашите аплаузи, почесто присутни таму, во магијата театарска. Културно-уметничкото друштво Панче Пешево од Куманово напорно работи и се подготвува за годишниот концерт кој ќе се одржи утре 19 јуни во МКЦ Козјак. Голем број на гости и љубители на фолклорното богатство на Кумановскиот крај ќе имаат можност да уживаат во она што ќе го изведат и младите пионири, но и првиот состав на друштвото. Влезот на концертот ќе биде слободен. Културно-уметничкото друштво Панче Пешево од Куманово продолжува со своите редовни активности и напорно работи за настапи како во земјава, но и во странство. Пред нив е годишниот концерт кој ќе се одржи утре во Македонскиот културен центар Козјак со почеток во 19 часот и 30 минути. Освен две пионерски групи, свој настап ќе има и првиот ансамбл на Панче Пешев. Закажен е концерт, годишен концерт на Кут Панче Пешев, каде ќе настапат малите деца, значи две помали групи и ансамблот, првиот ансамбл. Тоа ќе биде на 19 јуни сега. За овој концерт ќе имаме едно културно-уметничко друштво од Македонија. Специјални гости, значи ќе бидат Нино Величковски, Маргица, а специјални гости ќе бидат Ивона и Мартинијан. Влезот ќе биде слободен и се повикуваат сите љубители на кумановската музика, песна и оро да присуствуваат, затоа што, како што велат од друштвото, подготвуваат богата фолклорна програма.
Во Кумановскиот дом на култура вчера вечер беше промовирана збирката поезија Тајнопис од младата Сара Ѓорѓиевска. Пред присутната публика беше презентиран дел од поетското творештво на талентираната средношколка од Куманово, а промотор на делото беше професорката по македонски јазик и литература Тања Стоилковиќ. 16-годишната Сара Ѓорѓиевска од Куманово го промовираше своето прво дело, стихозбирката со наслов Тајнопис. Таа со поезија поинтензивно се занимава од пред 3 години, а главна инспирација е љубовта и се она што предизвикува длабока човечка емоција. Промотор на делото е професорката по македонски јазик и литература Тања Стоилковиќ, која не ги штедеше пофалните зборови за талентот и посветеноста на нејзината ученичка од основно образование. Што да ви кажем, Сара е дете кое што посебно се истакна уште во 5-то одделение кога дојде кај мене. Се забележува тој талент и пишуваше на многу висок стил. Во разговор со Сара дознав дека чита по 3-4 одделение светски романи, белетристика и тоа се гледа во нејзиниот изговор, начинот на изразување и почна да пишува. Пишува 5-то, 6-то, меѓутоа 7-то и 8-то поинтензивно. Не можем да речем дека е тинејџерска, иако е на тие години Сара, меѓутоа некако на многу висок стил, со многу емоции, многу чувства, како што таа самата вели, тишината кажува се. Низ музичките звуци и извадоци од Тајнопис читаше акторот Марко Трајковиќ. Собрани сме тука по повод промоцијата на мојата прва стихозбирка Тајнопис. Таа е поделена во 2 дела, од кои едниот е со песни од различна тематика, додека првиот дел е со песни исклучиво со љубовна тематика. Не ми беше во план да издадам стихозбирка, туку си ги пишував песните така како ми доаѓаше и ми по некое време собрав доволно песни за стихозбирка и некако се роди идејата за да излезе Тајнопис. Песните ќе ги чита Марко Трајковиќ, кој е инаку глумец, а музичка точка ќе биде Александар Богдановски. Инспирацијата ми доаѓа едноставно, да кажеме, од кога сум изолирана од светот, кога е тишина околу мене или темнина. Некои природни појави што имаат континуитет, но сепак и некоја мистериозност зад нив. Младата Сара за своето досегашно творештво е добитник на бројни признанија, како на домашни, така и на меѓународни литературни конкурси и манифестации. Таа вели дека магичниот свет на поезијата се нејзин предизвик и обсесија, и така ќе биде и во иднина. Собранието на Република Македонија во рамки на 56-та седница ги изгласа измените во Законот за азил и привремена заштита, со кој се предвидува регуларен престој од 72 часа, пошто азилантите ќе мора да ја напуштат државата или да поднесат барање за азил во земјава. Пратениците во рамки на 56-та седница ги донесоа измените на Законот за азил и привремена заштита, кој меѓу другото предвидува регуларен престој на мигрант од 72 часа, пошто ќе мора да ја напушти земјава или да побара азил. Пратеникот Сашо Василевски од ВМРО ДПМН ја поздрави иницијативата на владата за измените во Законот за азил, затоа што, како што рече, се работи за сериозна хуманитарна криза, која не е само регионален, туку и глобален проблем. Пратеникот Павле Трајанов истакна дека е добро што Македонија обезбедува услови да се прифатат мигрантите и што им се нуди простор од 3 дена да се одлучат дали ќе побараат азил или ќе ја напуштат државата. На овој начин, рече Трајанов, ќе се избегне хуманитарен проблем, но вели треба да се има предвид безбедносниот аспект на оваа хуманитарна катастрофа за која решение бараат и Европската унија како и други земји. Со законот се предвидува странецот на граничен премин или во внатрешноста на земјата да може усно или писмено пред овластен полициски службеник да искаже намера за поднесување барање за признавање на правото на азил, пошто полицискиот службеник ќе мора да изврши евиденција на странецот, да го информира и да го упати дека во рок од 72 часа може да го поднесе барањето за признавање на правото за азил пред надлежните органи. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков, образложувајќи го законот, истакна дека измените на законот се прават поради зголемениот број мигранти кои транзитираат низ државата. Само во последниве неколку недели на преку 25.000 лица кои биле забележани во близина на наша територија им било укажано да се вратат, односно да останат на грчка територија од каде и се обидувале нелегално да влезат во земјава, додаде Чавков. Жители на земји од Блискиот Исток, како Сирија, Иран и Авганистан, кои сакаат да стигнат до земјите од Западна Европа, секојдневно и легално ја поминуваат границата со Република Грција и влегуваат на територијата на Република Македонија.
Нова патна делница по коридорот 10 со должина од 28 километри се гради надвор од Демиркаписката клисура од десната страна на реката Вардар и поминува низ живописна природа и се одликува со благи кривини и угорнини. Особено се атрактивни 6 моста кои ќе бидат највисоки во земјава. Новиот автопат во изградба од Демиркапија до Смоквица, освен што ќе го скрати патот до крајниот југ на Македонија, ќе биде вистинско уживање за возење. Нова патна делница по коридорот 10 со должина од 28 километри се гради надвор од Демиркаписката клисура од десната страна на реката Вардар и поминува низ живописна природа и се одликува со благи кривини и угорнини. Особено се атрактивни 6 моста кои ќе бидат највисоки во земјава, со кои се премостуваат Вардар и длабоките долови и двата тунела што ги пробиваат карпестите ридови. На влезот на Демиркаписката клисура се гради првиот мост од новиот автопат над надојдениот Вардар и завршува во тунелите кои ја сичат Карпата, на чиј врв се наоѓа средновековната тврдина Просек. Патот излегува од другата страна и продолжува по вториот мост кој се издига над вливот на реката Бошавица во Вардар. Прво се издигнуваат столбовите, а потоа наизменично од секоја страна се додава по еден сегмент бетонски блок, кој е долг по 10 метри, и така се додека не се дојде до блоковите од следниот столб. На тој начин, како кај старите кантари, се постигнува баланс на тежината. Ова е многу практичен и брз начин на изградба на мостови, а градежниците на Актор се особено подготвени за оваа работа, бидејќи имаат направено повеќе од 20 вакви моста на автопатот Вија Игнација во Грција, изјави инженерот Велизар Томов. Асфалтот ќе почне да се става кон средината на ова лето, бидејќи најдобро е да се асфалтира кога температурите се високи. Веќе пробно се асфалтирани 2 километра од автопатот од страната на Смоквица, каде што трасата е веќе комплетирана, а за целосно асфалтирање ќе биде потребна 1 година. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски на својот Facebook профил објави 2 видеа од тоа како изгледа новиот автопат Демиркапија Смоквица од птичја перспектива. Неколку вести од светот. 9 луѓе загинаа откако непознат човек почна да пука врз верници во црква во афроамериканска заедница во Чарлстон, Јужна Каролина. Представничкиот дом на Американскиот конгрес го отфрли барањето за повлекување на американските сили кои се борат против милитантите на исламската држава. Повеќе ризици од колапсот на Грција анализираат светските медиуми. Уште едно масовно убиство на афроамериканци, овој пат во локалната методистичка црква. Сторителот е белец, 9 загинати се убиени наверојатно поради расна омраза. Расте напнатоста во Чарлстон, Јужна Каролина. Жителите од афроамериканската заедница се молат, но истовремено повикуваат на масовни протести по свирепиот оружен напад на белец во методистичката црква. 9 се убиени, а неколку мина се повредени, од кој еден е во критична состојба по отворениот оган за време на читањето на Библијата. Хеликоптери го надлетуваат небото. Полицијата се уште е во потера по напаѓачот. Градоначалникот на Чарлстон го повика населението на смиреност, но настанот го означи како голема трагедија. Полицијата се сомнева дека нападот бил извршен поради расна омраза. Веднаш по нападот, полицијата имала дојава за поставена бомба во близина на местото на нападот, при што граѓаните веднаш биле евакуирани. Методистичката црква во која беше извршен нападот потекнува од 1816-та. По инцидентот, еден од кандидатите за претседател на републиканците, Джеб Буш, ја откажал планираната посета на Чарлстон. Представничкиот дом на Американскиот конгрес го отфрли барањето до крајот на годинава да биде наредено повлекување на американските сили кои се борат против милитантите на исламската држава во Ирак и Сирија. Противниците на резолуцијата оценија дека таквиот потек би бил опасен, бидејќи со тоа се покажува дека Соединетите држави го напуштаат регионот, со што ќе се зголемат шансите за натамошно зацврстување на исламската држава. Многу ризици од евентуалниот колапс на Грција. Не е само еврото загрозено поради евентуалниот банкрот на Грција. За Европската Унија ќе се отворат уште многу други проблеми. Британија, криза на Балканот, проблем со бегалците и односите со Русија. Кризата во Грција ги прави нервозни државите членки на Европската Унија, но не е само поради иднината на еврото. Претседателот на Европскиот парламент Мартин Шулц деновиве уште еднаш предупреди од лекомисленото сваќање на така наречениот Грекзит, односно напуштањето на
Грција на еврозоната. Во моментов никој не може точно да ги процени вистинските последици од државниот банкрот во Атина, кои далеку ги надминуваат финансиските и економските аспекти. Со недели европартнерите тврдат дека ризикот од проширување на кризата по евентуалниот излез на Грција од еврозоната е мал. Се наведува дека најголемиот од грчкиот долг во меѓувреме е во рацете на државите и дека не треба да се стравува од верижна реакција во погодените банки. Истовремено, доверителите веќе подолго време се подготвуваат за можните проблеми и ја редуцираа соработката со Грција. Тоа е погрешно, вели Шулц, и посочува дека во изминатите недели веќе прилично се зголемило осигурувањето на ризико за шпанските државни обврзници. Доколку се случи државен банкрот, тој веројатно со себе ќе повлече и простување на долговите, што пак би значило дополнително оптоварување за тенките буџети на јужните ЕУ држави, но и за Франција. Дополнително и довербата во еврото ќе се намали доколку една од 19 земји членки ја напушти валутата, велат во германската влада. Ивица Обрвано станува селектор на ракометната репрезентација на Македонија и ќе продолжи да го води нашиот национален тим и на Европското првенство 2016 во Полска. Актуелниот договор што хрватскиот стручњак го имаше со Ракометната федерација на Македонија истекува на крајот од овој месец, но постигнат е договор за соработка да продолжи и во следниот период. Обрван дојде на кормилото на националниот тим на местото на Звонко Шундовски и под негово водство Македонија обезбеди учество на 3 големи надпреварувања: Европското првенство 2014 во Данска, Светското првенство 2015 во Катар и Европското првенство 2016 во Полска. Во меѓувреме тој се пресели во Франција и седна на клупата на Шамбери, но самиот Обрван по мечот со Чешка јасно стави до знаење дека е подготвен да продолжи со националниот тим на Македонија и дека нема никаков приговор од својот клуб на оваа тема. Со останувањето на Обрван се очекува да продолжи континуитетот од добри настапи на нашиот национален тим, кој со малку среќа би можел да се најде и во предолимписки квалификацијски турнир на кој сите сплотено би се стремеле кон заедничката цел Македонија конечно да има своја репрезентација на Олимписки игри. Фудбалските звезди Роналдињо и Ето повторно ќе играат заедно, овој пат во Турција во дресот на Анталија. Един Джеко е на чекор до заминување од Милан откако не успеа да се избори за дресот на Манчестер Сити. Турскиот фудбалски прволигаш Анталија е на најдобар пат во своите редови да ги ангажира одличните напаѓачи Самуел Ето и Роналдињо, некогашните асови на Барселона. Преговорите околу ангажирањето на Роналдињо ќе започнат утре, кога неговиот брат Роберто Азис треба да пристигне во Турција, изјавил председателот на Анталија Гултекин Генчер. Постигнавме договор со Ето и неговиот менеджер, ни опредстана уште некои детали. Преговорите околу доаѓањето на Роналдињо се надевам дека ќе бидат и тие успешно завршени. Во секој случај, во турскиот шампионат на победок е вистинска атракција, а ветераните Ето и Роналдињо имаат уште многу да кажат на фудбалските терени. Доколку не успее да го убеди Златан Ибрахимовиќ да се врати, тогаш Милан во нападот би можел да го ангажира Един Джеко. Манчестер Сити е подготвен да го проведе босанскиот интернационалец, за кого бара 25 милиони евра, ако веќе го одбил трансферот во Ливерпул како дел од пакетот за купување на Рахим Стерлинг. Ибрахимовиќ има уште една година од договорот со ПСЖ, Милан се обидува да го ангажира ова лето, но постои шанса швиđанецот да остане во Париз. Од друга страна, Джеко има се помалку простор во Сити, а познат е како голем најавач на Милан. Дали дождливото и променливо време ќе се задржи и за време на викендот, погледнете од Метео.
Дневникот заврши, ви благодарам што не следевте. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К3.